И поздрав на сите MGS овде и денеска ќе ви покажам како да ја снимате програмата Broadcast софтвер што ја користам за снимање. И сега да почнем. Пред да почнем сакам да ви кажам дека за вакви видеа едно ќе го снимам на македонски, едно ќе го снимам на англиски. Ајде. Значи на Google напишете OBS. Обсесивно ум се напиша. OBS и треба да го отворите ова Open Broadcast Software Index. Стиснете на него. И ќе стиснете на ова големо копче тука кај што пише во зелено што е Windows 7 или 8. Стиснете на него. Треба вакво да се исклучи, се изгуби. Ќе почекате. Да се симне. Исто така заборев да ви кажам добро утро, зашто е 5 часот и 45 минути, за вас не знам како е. Само што станав, не можам да спијам. И што ќе спијам кога треба да снимам. И така. Отворете, стиснете Run и после ја имам, не можам да ја снимам. Стиснете Run и све next, така све до finish, зашто не морате ништо settings да правите. Кога ќе добиете програмата OBS, треба нешто како вака да ви изгледа, ама без ова во средина. И сега ќе ги покажам контролите. Одите settings, значи во General Settings не треба ништо тотално да пипкате. Ве молам, ако сакате препишувајте ги контролите мои, стопирајте го видеото и местете вака. Во Encoding Settings треба да ви биде стиснато на Encoder X264, USBR не треба, Quality Balance треба да ви биде на 10, Max KBS треба да биде на 10.000, кодек треба да биде на AAC3, молам не го ставите на MP3, форма треба да ви биде на 48 Hz, бира треба да ви биде на 192 и channel треба да ви биде стерео. И нормално ќе стиснете play, ама не е окей. Broadcast settings. Ако сакате лайвстрим да правите или файл output only, најубаво е да се правите лайвстрим, така ви препорачувам. Може да снимате за оно што ќе се изберете, да снимате за Twitch TV, за Vangos Live, можете за Good Game, Dailymotion, YouTube повеќе се служи за влогови правење, Cyber Game TV, не знам што е тоа, Hitbox TV, Contact TV, Azbu TV. Овде не мора ништо да пипате, оставете сега како што е кај вас. Видео, најубаво да си изберете вашата тука треба да си ја изберете вашата графичка картичка се извинувам, овде резолуцијата на мониторот, мислам дека ќе ви биде дадена вашата, ве молам ова да не го препишувате како што е кај мене. Аудио служи за со што ќе снимате, јас снимам моментално со микрофон, овде треба да виде push to talk Daily 200, Desktop Bots 1, Mic Aux Boost 1 и ова Mic Science 0 треба да биде. Hotkeys. Значи, овие не ви треба ништо. Само да ви кажам. Ја не ги користам овие, зашто ова е стиснеш да зборуваш, а ова не знам зашто е. Ова глупаво е да стиснеш да зборуваш. Ова да мислам да ја смалиш, да го смалиш
гласината на микрофонот при зборење, а овде да го сманиш екранот кога ќе снимаш. Ова е да не е да почнеш да снимаш, туку да видиш како ќе изгледа тоа што го снимаш, да почнеш ова е да запреш. Start recording е да почнеш да снимаш, а stop recording е да запреш. Овие други 4 ја не ги користам, зашто не ми се ни потребни. Оставете го ово како што ви е само, овде само ставите го на 700, овде very fast, encoding profile high, и овде ништо не треба да чекирате. Ова нема да ви биде потребно, не знам ја зашто е. И ова е гласината на мониторот, мониторот на микрофонот. И тоа момци за ова, за settings. Не може, ова е како што ви кажа. Значи, одиме edit scene. Ајде edit scene. Значи edit scene е колкава сакате да ви биде површината, тоа колкаво што сакате да ви се гледа да ја снимате и да покажете колку сакате да ви биде голема камерата. Например, во колкава сакате да се вместите. Мене моментално ми е некаде оваква. Кога ќе престанете со едитирање, само стиснете на edit scene. Global source. Global source моментално нема ви треба, зашто тоа е ја него не користам, за да ви кажам што е. Plugins, што ви е уклучено, ќе ви кажам зашто што ви е уклучено. Start streaming не можам бидејќи снимам, не сегам да запарам со снимање, и ова е да исклучиш камерата, па ја да исклучиш програмата, се извинувам. Значи, одиме на првата коцка кај што е scenes. Ова ви се прави вака, add scene. Можете сцената да си ја имените како што сакате. Например, сакате да снимате Minecraft, пример. И си ја едитирате сцената Minecraft. Извинете, морам вака. И си ја едитирате сцената, си ја именувате сцената Minecraft. Штом ќе дојдете кај Minecraft, треба ова да го направите. Во втората коцка, кај што пишува source, овде веќе не треба ништо. Ќе ви кажам после што треба. Ќе дојдете во втората коцка кај што пише source. Ќе стиснете со десен клик, add. Прво што ќе направите е ќе ставите video capture device. Ова може и да го ставите, може и не. Ова служи за дали сакате да ја ако имате камера, да ви стои тука горе камерата да се снимате, да се снимате, како да кажам. Ова може, како што реков, да го ставате и да не го ставате. Ако снимате игри, знам дека повеќето од вас тоа ќе го прават, ќе го стиснете на Game Capture. И мислам дека ќе сакате што да снимате GTA 5, пример. Сакам GTA 5 да снимам, ајде. И тоа. Тука ја пуштате играта што сакате да го снимите или тоа што сакате да го снимите. Пред ќе ја пуштите. Стиснете неколку пати рефреш, едно 10 пати ако сакате. Одите, тука барате што сакате да снимите. Значи, например, има GTA 5 ви ја пуштаме и барате како треба да изгледа GTA 5, тука треба да пише GTA 5, Grand Theft Auto 5. Ето така. Ова ви е дали сакате да го снимите маусот при снимање, ја тоа го користам зашто најубаво е. Ова не ви треба. И едноставно стиснете ОК.
Значи ова не... Видете вака, ако сакате да снимате со камера, камерата мора секојаш да ви биде најгоре. Значи, одите, ако не ви е најгоре, одите во десен клик, position size и одите move to top. Добре, сега не можам, ама така. Ова move, па, добре. Овде нема ништо. Remove, rename, or... Да. Значи, тоа е се, но не е се готово. Само уште малци имам. Значи, толку и за ова. Значи, сакате да се извинувам се. Леле бе. Се извинувам. Значи, сакате да го снимите, малце да ви покажам мам бе, грешам. Значи, одите со десен клик. Се извинувам, немам камера моментално. Чекай да става. Се извинувам вака. Добро, тамо. Леле бе, што му е? Добро, не ми треба. Значи, сакате да снимете, маце ги покажам поставките кај ова, кај Minecraft што е. Значи, одите во ордер, ова може, не мора ова да го користите, можете како сакате, каде сакате да снимате. Ова да го избришете, да му снимите име, да му направите копија. Ја не користам, никогаш не сум го користил, зашто не ми треба. Да направите копија не треба и set hotkeys. Значи, ова тотално не ми треба, ова никој не го користи, ова е за џабе ставено. Ова е да стиснеш кој број сакаш за да ти се да ти дојде на ова, зашто боже многу е тешко да го најдеш. Дечки, ви благодарам што гледавте. Поздрав од мене МГС. Лайк, subscribe. Чао од мене, поздрав. Чао.